чудни и неизвестни избори се случија во албанскиот блок. Опште впечатокот како сите партии да се надеваа на многу повеќе и дека со големи очекувања влегуваат во вториот круг. Ова беа први избори на кои учествуваат две партии кои се дел од владината коалиција, тоа се ДУИ и Алијансата за албанците, како и две партии од опозицијата, БЕСА и ДПА. ДУИ засега освои само две општини, Кичево и Пласница, а води во уште 9. Како и што се очекуваше, во најголемиот дел од општините, каде има повеќе кандидати, победникот ќе се знае во вториот круг. И тоа во Струга, Тетово, Гостивар, Дебар, Чаир, Сарај, Студеничани, Липково, Боговиње, Теарце и Желина. Во можеби најважната општина за албанците, Тетово, актуелната градоначалничка Теута Арифи има предност од околу 5000 гласови пред Билал Касами од БЕСА. Во Струга, Зијадин Села води пред Рамис Мерко од ДУИ со околу 2500 гласови разлика и тука решавачки ќе бидат гласовите на симпатизерите на ВМРО ДПМН. Битка за секој глас се очекува и во Гостивар. Невзат Бејта има само 400 гласа предност пред министерот за здравство Арбен Таравари и тука ќе биде неизвестно до самиот крај. Во Чаир, која е исто така многу значајна општина за албанците, кандидатот за ДУИ има предност пред тој на БЕСА, но во вториот круг можни се изненадувања. Лјупчо Палевски, поранешен функционер на СДСМ, смета дека кај албанскиот политички блок не постои доволно сила која може да ги замени генералните политики кои 12 години носат слаби резултати. Инсталација значи нова албанска партија, нова македонска прават нова политика. Не може старата која Заев ја убил од плюкање на Алсат, на македонски телевизии секаде, дека се лопови, дека заедно краделе, одговорно заедно, и потоа не само за постизборна коалиција во однос на декември, него за овие локални избори направија предизборна коалиција. Споредено со парламентарните избори во декември, Алијансата има околу 13.000 гласови повеќе, БЕСА има изгубено околу 7.000, додека ДУИ ги задржа речиси истите гласови.